40 дена медитација предизвик, долги еконкар. На 2 јуни завршивме со нашата пракса и сакам сега да одвоиме време за да рефлектираме и да можеме подлабоко да разбереме што ни се случува, што поминуваме и која е насоката во која се движиме, зашто воопшто го правиме сето ова. Да се работи праксата е еден дел, но на овој начин да се навлезе во учењата е важно, бидејќи ова ни ја проширува перспективата и разбирањето на тоа што го правиме за себе, за да препознаеме во себе што ни се случува. Со тебе има трагедија. Сакаш да се поклонуваш. Бог надвор, учител надвор, човек надвор, знаењето надвор. Толку си глуп. Зошто не се поклонуваш внатре? Зошто не се обожуваш? Ако не се обожуваш себе си, како знаеш што е обожавање? Мислам дека не се сака себе си, затоа не знаеш што е љубов. Ако не се знаеш, не знаеш што зборуваш. Сите живеете надвор, 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 надвор. Зарем не знаеш дека има нешто многу скапоцено во тебе? И тоа се вика Бог, твојата атма. Твојата душа го живее Бог во тебе. Надвор нема Бог. Никогаш нема да го најдеш. Ова е ситуацијата со која вообичаено се среќаваме. Живееме надвор, чекаме знаење од надвор, чекаме живот да ни се случи од надвор, чекаме внимание од надвор, бараме учители надвор од себе, бараме знаење надвор од себе, бараме каде да се поклониме надвор од себе. Се што правиме фокусирано надвор. Значи мораме да го видиме проблемот каде ни е. Ова е проблемот, на ова Јоги Баџан укажува. Проблемот е што се ти е надвор. Тогаш кој е одговорот? Одговорот е во нашата мантра. Еконкар, Сатнам, Сири, Вахе Гуру. Каде да го најдам одговорот? Како да препознам дека тоа е вистинскиот одговор? Ек. Има само една енергија, една сила, која го анимира целото постоење. Ек. Само на овој метар квадратен околу мене. Ек. Јас сум ек. Масата ек. Воздухот е ек. Дрвото назад е ек. Светлината е ек. Се едното. Се едното. Онг. И не само што е, туку и вибрира. Онг. Што значи вибрација? Има движење. Тоа едното, тоа што е во се, тоа вибрира. Тоа значи вибрира во мене. Онг. Кар. Не само што вибрира ова едно, туку и создава. Во овој миг ме создава мене. Кар. Се што сум се создава сега во овој миг. Некога сум зачната во утробата на мајка ми, некога сум родена. Токму сега во овој миг
Тоа што ме создава, тоа што еве движи, е кар. Ова една енергија која вибрира, истата енергија создава. Сат. Ова е вистината. Но не е вистина напишана на зид, што ја и ти можеме да ја напишеме и избришеме. Ова е вистина која сега се отолотворува во овој миг. Бидејќи сат е присуство. Сат е присуство, отелотворување на единството, кое вибрира, кое создава, токму сега, во овој миг е сат, е присуство. Рефлектирај за момент. Тоа што сега чувствуваш во овој миг е сат. Присуството. Наам, го идентификувавме, идентификувано е, препознато е. Присуството на ова едно е препознато. Наам. Во толпа луѓе надвор, ако не ми го знаеш името, и ако почнеш да ме викаш, јас нема никогаш да се свртам, бидејќи не ме повикуваш. Може да викаш еј, може да кажуваш разни звуци, меѓутоа, се додека не ме повикаш, јас нема да се свртам. Кога ќе кажеш Кристина или Харипал, јас тогаш ќе одговорам, тогаш ќе обрнам внимание. Нам. Ќе биде идентификувано присуството, кое не е врзано само на сат нам. Има многу имиња. Поентата е дека е идентификувано тоа што е вистина и присуство. Нам. Сири. И сега кога е идентификувано и кога веќе ме препознаваш и може да се препознаеме, и сега препознаваме и се препознаваме дека има многу имиња ова единство. Дали е дрво, дали е ружа, дали е јаготка, дали е билјана, дали е хари, има многу имиња. И ако има многу имиња, значи станува збор за нешто огромно. Само повторно тука на метар квадратен колку различни имиња има ова едното исто единство. А не можеме ни да замислиме колку е огромно. Тоа е недоглед. Сири е огромно. Тоа истото што е во мене е огромно. Сири. Уахе. Доживувањето на ова огромност, на ова вечност, на овој бескрај, на ова присуство токму сега внатре во мене. Вау! Што можам да кажам? Ова не може да биде искажано. Уахе! Гуру? Па еве ми го знаењето. Еве го учителот, тука ми е човекот, тука ми е животот, мојата природа. Гуру е тоа што учиш, тоа што континуирано учиш. И каде сега да го барам, нели ние го бараме надвор, на крајот од мантрата гуру, па еве ти го, во ова единство кое вибрира, кое создава, кое присуство, кое идентификувано, кое огромно, кое неискажливо, е тука внатре во мене. Се што сум барал до сега, всушност било во мене. И па добро, како да се поврзам? Па еве, се поврзуваме токму сега, со тоа што ја носиме свесноста на тоа што е присуство токму сега, а со праксата почнуваме да обрнуваме внимание на тоа што внатре почнува да делува живо. Примети дека откако ќе ги пуштиш клучевите, како чувствуваш и поголема слобода, меѓутоа и поголемо чувство за нешто повеќе од себе. И па тоа повеќе, поголемо внатре во себе што го чувствуваш, тоа е тоа со кое сакаме да се поврземе. Тоа е тоа со кое сакаме да култивираме врска.
Станува збор за животот. Култивираме врска со животот. Прекрасно е. Кога сме поврзани, континуирани во праксата, за нас ова почнува да станува простор за истражување, откривање, восклик, солзи, болка, радост, се. Ама е искрено, лично и во исто време универзално. И тогаш душата е разбудена. Садна. Удвои време. Еве, сега после ова видео, само неколку мигови. Остани со себе. Примети што направи праксата за тебе. Како се чувствуваш кога си во праксата, кога си во континуитет. И ако ти се допаѓа, продолжи. Ако ти се допаѓа тоа што го откриваш, продолжи. Јас така продолжив. И така продолжувам. И многу ме исполнува што се среќаваме на оваа патека, бидејќи не врзува ништо, освен ек. Следната пракса, 40 дена медитација предизвик, го планирам набрзо. Ќе бидеме водени повторно за нов циклус, за нова мантра, нова медитација. Сушност станува збор за подлабоко откривање на себе, не само пракса која е нова медитација. Остани вклучен и секако те молам, пиши ми еден збор, еден коментар. Навистина ми значи затоа што знам дека ти е од корист ова што правам и дека делува на тебе и ти дава резултати. Затоа исподелувам. Саднам.